И за самиот крај, гостинка овде во нашето студио е Ана Дуковска, која што е председателка и идеен творец на Сдруженијето Јас сум жена. Ана, добро утро. Добро утро, Искра, и благодарам на поканата. Ана, секогаш кога ќе ми гостува вака некоја силна, моќна, успешна, реализирана жена, сум во дилема дали емисијата да ја посветам на неа или пак на поводот поради кој што е овде, но со оглед на тоа што Јас сум жена е неразделен дел од тебе, би започнала токму со ова здружение. Некаде вака прочитав една дефиниција за Јас сум жена, вели во Јас сум жена е такво здружение каде што се вмрежени брилијантните македонски женски умови ширум светот. Ти како ја доживуваш, како го доживуваш ова здружение или која е твојата дефиниција, така да речеме? Пред се, јас не се доживувам себе си како моќна жена и благодарам на комплиментот ако вие така ме доживувате. Па штом повлекуваш маси жени со себе, одат по твојот пат, тогаш си моќна. Не ми е цел тоа во животот и во ова што го работам со Сдруженијето и како цел и мисија на Сдруженијето, но да се радувам и дека препозна искреност и квалитет во нашата мисија, во тоа што го нудиме, па секоја година се поголем и поголем е интересот за нашите настани. Нашата мисија честопати спомнувана како платформа за конзервативни, традиционални жени кои ги негуваат моралните вредности кои се поретки во денешно време, за жал, и во оваа насока, во која се движи светот, за жал, иако во последно време има некои поместувања во враќање кон нормалното. Сакаме да ги вмрежиме сите жени кои се реализирани како сопруги, како мајки, кои имаат желба и волја да бидат реализирани како сопруги и како мајки, и истовремено паралелно да имаат и успешни кариери во и надвор од Македонија. Често го потенцирам тоа во и надвор од Македонија, зашто јас сум родена во Македонија, живеев нешто повеќе од 18 години во САД, веќе со двојно државјанство, и македонско и америчко, и конечно вратена дома после 3 години, само за тоа зборувам, и често ми викаат: ама ти лани рече дека ќе се вратиш, но сплет на околности, ете, дојде моментот кога конечно се вратив дома и да се навратам ете на платформата. Поентата за поврзаноста со македонките успешни кои живеат во и надвор од Македонија е баш токму тој дел дека живеев надвор од Македонија и надвор од Македонија има стварно одлеан интелектуален кадар и капацитет кој се дообразува, доусовршува и е подготвен да ги врати дома и да ги примени дома сите позитивни практики кои ги стекнува од поразвиените земји од Македонија, со цел да го унапреди македонското општество за сите нас. Ана, кога вие сте, да речеме, условно кажано, женско здружение, постојат и други женски здруженија, но вие во многу нешта, меѓу другото и работиве што ги набере, се разликувате и одскокнувате од останатите, но вака од страна, со оглед на тоа што како народ или како луѓе генерално сакаме секогаш нешто да го ставиме во некоја коцкичка фијука, штом се спомене за женско здружение, веднаш прва асоциација е феминистичко здружение. Но вие секогаш акцентирате, потенцирате дека не станува збор за феминистичко здружение. Напротив, ти во едно интервју велиш се претера со феминизмот. Во која смисла се претера со феминизмот? Се согласувам со намерата позади почетокот на феминизмот, за да и се овозможат некои права на жената и достапност на жената до одредени работи и процеси во општеството, но не се согласувам во ова сегашна идеолошка варијанта на феминизмот и затоа сметам дека се претера. Доколку се задржеше феминизмот во таа насока, почетната насока, сметам дека беше правилно.
правилно. И да, секаде акцентирам и секогаш акцентирам дека ние сме се само нефеминистичко здружение, затоа што нашата цел е пред се да се вмрежиме, да можеме да си бидеме ресурс и поддршка една на друга, нешто можам јас да научам, па така, нешто можам јас да научам од тебе, нешто можеш ти да научиш од мене, за женската солидарност, за да можеме да си помагаме една на друга во склоп на вмрежувањето. Има интересни моменти од првата конференција до денес, девојки кои ми кажуваат, или жени кои ми кажуваат дека на првата конференција се запознав со една девојка со која денес имаме бизнис заедно. Или на втората конференција се запознав со една девојка за која денес работам. И тие се некои интересни моменти кои ме прават многу горда затоа што го постигнуваме моментот кој што ние дел од мисијата. И настрана од тоа, сакаме да делуваме едукативно, затоа што сакаме да ги шириме нели и погледите кон светот и визијата на една жена, да го шириме хоризонтот. И не само на возрастните жени како жена, да кажам, туку и како што кажува и нашата парола, биде инспирација за идната генерација жени, значи насочени сме и кон насока правилна на младите генерации кои се потенцијални идни лидери и академски двигатели на општеството и луѓе кои ќе учествуваат во општествени промени и така натака. Значи, ние сметаме дека ова што ние го застапуваме е правилното и сакаме не да го наметнеме, но да го прикажиме пред младите со цел да ги привлечеме да излезат од тој склоп на ова модерно време што го носи, мора да работам само администрација, само на компјутер, да им покажеме и други професии, бидејќи за едно општество да функционира како што треба, сите можни професии треба да се обслужуваат. Ана спомена не твојот престој, туку твојот живот. 18 години не е престој во Соединетите Американски држави. Нормално е сега да направиме една споредба или да го поставиме прашањето каде е полесно да бидеш жена, дали во Македонија или во Соединетите Американски држави. Јас од секогаш сум кажувала дека, иако живеев 18 години, дека бев привремено во Америка, затоа што никогаш немав намера да останам таму. И тоа сакав да го спомнам на почеток, зашто сите уште мисла дека дојдена сум тука, како што и до сега доаѓав на неколку месеци, ќе се вратам назад. Не ги прекинувам врските со Америка, се уште и работам за американска фирма сега и често и ќе патувам за Америка, но во обратен правец. Сега повеќе ќе бидам тука него таму. Каде е полесно да се биде жена? Мислам дека секое место во светот си има своји предизвици, за секоја жена своји погодности, некаде некои нешта се подобри, некаде некои нешта се подобри, златна средина не верувам дека има некаде, но се зависи од човекот или индивидуално. Не сум голем љубител на генерализирање и како што спомнавме, нели, македонското е во кутивчето. Да, полесно е така, да. Јас имам индивидуалистички пристап кон луѓе и кон нешта и процеси во општеството, така што мислам дека ако ние сами си ја градиме и својата околина и се што не обкружува, па и очекувањата од околината и од средината, така што мислам дека во Македонија можеби не е совршено, ама за мене е совршен дом. Морам да те прашам, ова веројатно е приватно прашање, што ти беше одлучувачка да се вратиш во Македонија со оглед на тоа што период кога сите гледаат да заминат, во ветената земја особено, а ти едва чекаше да се вратиш. Да, па јас борувам неколку години со ред дека сакам да се вратам, а и како што спомнав пред малку, јас никогаш не заминав и со намера да останам. Знаев дека еден ден ќе се вратам, можеби го чекав правиот момент, а и некако последната година ми се случуваа нештата кои ми даваа насока и знаци како ова е тоа. Ова е последна твоја година со
во тој привремен престој и време е да почнеш да се подготвуваш да се вратиш дома. И така и си го примив тоа како знак и како патоказ и насока дека време е да се вратам дома. И како што спомнав пред малку, никаде не е совршено, дома си е дома, тука ми е семејството, тука ми се најблиските пријатели и соработници. И најинтересно од се што последните неколку години, последните 10 години можам слободно да кажам, јас функционирав повеќе на македонска временска зона, во контакт со Македонија и да следам се што се случува тука, него во Америка. Таму бев како робот. Срцето и душата тука, телото таму. Поделена. Да. Од позитивните работи што ти се случиле во Соединетите Американски држави е тоа што научи како да се подобри статусот на жената. Тоа е нешто што предпоставувам како подарок ни го носиш нам. Како? Тоа е малку комплицирано. Веројатно не може во две реченици да се каже. Да, комплицирано е да се објасни. Во Америка не сретнав процес или можеби не се погоди во таква средина да мора да знам некого за да добијам некаква работа или нешто, некоја услуга, туку мораш таму да се бори сам и да се докажуваш со своите квалификации, со своите вештини, со своето знаење, за да стигнеш до таму каде што сметаш дека треба да бидеш. За жал, праксата во Македонија не е таква и се надевам дека сериозно се работи на подобрување на тоа нешто и затоа и често пропагирам дека жената и општо секој човек треба да биде вреднуван спрема своите квалификации, спрема своето знаење, вештини и комуникацијски вештини за да го добие своето заслужено место во општеството, а не по привилегија само дека е жена. Така што, повторно ќе кажам, тоа што го научи во Америка, се трудам низ настаните кои ги организираме да го пренесам како позитивни практики, се со цел да покажеме еден друг пристап на како може да се функционира, па не сметам дека ќе го смениме менталитетот, не се менува толку лесно, ама еден по еден. Не, но чекор по чекор, еден таков следен чекор е токму и поводот поради кој ще се ова утре овде, тоа е четвртата веќе поред конференција која што ова година ќе се одржи во Македонската филхармонија. Да. Растеме. Растете. Зошто некој би требало да присуствува таму? Оваа конференција е малку поразлична од предходните затоа што има меѓународна компонента. Имаме ексклузивна гостинка, која е председателка и основач на најголемото, најмокното женско конзервативно движење во Америка, кое се вика Мајките за Америка, господјата Кимберли Флечер. Во февруари најави дека има често луѓе од различни земји, агли на светот кои приоѓаат и кои викаат: леле, треба да го примениме вашиот пример, во мојата земја ни треба пример мајките за Македонија, мајките за Романија, Италија и така натака. И дошла до идеја дека треба да го прошири нејзиното влијание на светско ниво преку движење кое се нарекува Мајките за слободата светска мрежа или глобална мрежа. Така што господјата Кимберли доаѓа тука. Само посебно е доволен повод за да се присуствува на таа конференција. Да. Па не би сакала да ги занемарам и предходните и останатите гостинки. 4 теми обработуваме, ќе бидам многу кратка. Македонки во рурални средини, македонки во енергетика, нетипични професии и диаспора. Оваа година кај диаспората е интересно затоа што сакаме да го покажеме еден друг модел или дигитален номад, па се присутни 3 дами кои живееле во странство, се вратиле тука, имаат основано аутсорсинг фирми кои работаат за странски пазар. Значи, повик до диаспората, исто како мене, да се врати дома и може и од дома да се работи за странска плата. И имаме уште 2 дополнителни панел дискусии, како
разговорот со госпоѓата Кимберли, кој е наречен Мајките за Америка, воведуваме уште една нејзина предходничка, да кажам, Мајките за Македонија. Тука имаме 3 дами мајки кои имаат сопствени или лични предизвици за одгледување на своите деца во македонското општество и да се надоврзам тука само за госпоѓата Кимберли Флечер, самото нејзино присуство тука привлекува голем број на жени кои доаѓаат од сите агли на светот за да се запозна, да имаат еден затворен состанок со нејзе и на 29-ти утрото да присуствуваме во една меѓународна пресконференција каде што од нашата Македонија ќе се обзнани формирање на тоа проширено движење. А на накусо само, секако дека нема повеќе да откриеме, кој сака може да присуствува во однос на регистрацијата, до кога е, како да се пријави? Да, регистрацијата е веќе отворена на нашата веб страна јасумжена.мк. Регистрацијата е отворена до 24 септември оваа година и би додала тука само дека погодности кои ги нудиме со секоја купена карта е дека даваме 6 месеци бесплатна членарина во Сдруженијето, како еден повик за доаѓање кон нашата или вклучување кон нашата мрежа. И вмрежување со останатите брилијантни женски мови ширум светот. Ана, многу ти благодарам за ова твое гостување.